Здраво на сите другари, значи ќе направиме едно кратко видео на тема. Многу луѓе ме прашаат дали да го сменат биткоинот за други токени, други коини. Мојот одговор краток е не, ја одговорив на пораки, али значи ако има толку многу пораки дали да го сменат по идејата со Flippo, со биткоин и Ethereum, со биткоин и Cardano, ќе ви кажам дека многу голема глупост е биткоин да го ризикувате за колку и да верувате од други коини и токени, многу е погрешно да се смене, да се флипне и тоа нема да ви го препорачувам. Ќе ви кажам и зашо. Например, ако го сменете биткоин за, да речеме, за Cardano, според мен е добро затоа што разликата е многу голема. И не само што нели е била $3, јас сум 2000% сигурен дека се врне на $3 и ќе креира нови цени. Ама вие ако сменете биткоин нема што да ги чекате тие нови цени, туку сигурно, значи на $3 да речеме да го сменете. Значи луѓе многу е лесно да го пресметате. Значи луѓето се бркат. Ако например вие го сменете и Cardano литне 10% и биткоин литне 10% и шо ќе биде, или ако биткоин литне 50%, а Cardano остане, или не се збркувајте, гледа многу едноставно. Значи тие на 75.550, на 75.550 кога беше биткоин, кога го дадов аналитиката, делено Cardano беше 0.32 или 34, 34 да ставаме. Значи вие за тај еден биткоин кој е бил $75.500, да сте го смениле кога Cardano е бил на 0.34 центи, вие ќе сте имале 222.000, ќе сте имале 222.058 Cardano токени, така ли? По $3, не мора да е 3.10 колко е, по $3 е $666.000. Само Cardano да се върне на $3, не го сметам на 4 на 5, само на 3. Ви да се плащате и на 2 да е, пак извадите много по-голем профит за тоа што тај еден биткоин шанси нема да стигне $666.000 во Apple Market. И да отиде и 120, и 140, и 200.000 нека отиде у најдоброто магично сценарио со Трамп, не може да направи $666.000. Не може. Еве сега луѓето некои дали е добро, па ме прашуваат пораки, дали е добро сега да се смене. Еве сега е 87.500, така ли? Сите го чека Cardano на корекција, Cardano па не паѓа. Делено на 0.58. Еве и додека да го гледате видеото, еве нека отиде и на 0.60 да речеме. Еве, на 0.60, лошо. Не надстав 0, значи 87.522 делено на 0. Еве и на 60 да е. Вие ќе заебете 145.870 Cardano, така ли? Сега виши тука приближно стигнува со биткоин. Приближно стигнува со биткоин, да речем ако биткоин стигне $140.000, ама ја мислам дека нема да стигне. $120.000 ако стигне, па сте на профит. Делено да, $145.000. Не бе, шо зборам ја бе? Лале, брач. 145.000 Cardano ќе земете, 870 по $3, збркав се нешто читав, е $437.000 и 660. Значи, вие, братче, сте пал профит. И да отиде и $140.000 и $200.000 да отиде, вие сте луѓе пак на профит. Че уште нешка да го повторам, оти читав нешто, тоа лошо ми се направи. Че 87.000 еве литна и 600 е биткоин, делено на, еве ќе оставаме дозгоре. Иако Cardano е 0.58, 0.60 центи, е 146.010 Cardano. По $3 all time high на Cardano е еднакво на $438.000. Другари, не Трамп, два Трампа да победат, математички шанси нема биткоин да се качи оваа сезона на $438.000. Сега ќе ви кажем и зашо. Ако требе да више стигне $120.000, право Coinbase ќе исклучат како секоја година што прават. Трето, Gemini и другите берзи ќе речат немаме више биткоин, нешто имаме проблем со серверите и они ќе ги исклучат берзите.
Што е нелегално, ама ако се сеќавате, пред тоа се случуваше. Берзите у време на bull market крашнуват и секој се жалат дека секој се жалат дека као демек скапи се серверите, скапа е поддршка, комплетни глупости. Они прават толку многу пари, што не е проблем да да изградат јака инфраструктура и да немат. Разбираме нашка проблем 2 пати и 3 пати нека, ама секој bull market брат да кажуваш дека ти имаш проблеми или тоа е глупост. Значи тоа е глупост, манипулација. Едно е што немат доволно биткоин, а другото е интересна работа. Другото е кафе ми се пие, тоа мора да признаам. Кафе шема кочне ме колната и кафе не сум пил една и пол година и само на кафе мислам. Аз седнам човек да правам видео и човече почна да се прозевам и кафе ми се пие, ми се плаче, ама година и пол не сум пил, нема не да пијам. Тоа отров. Само чајче. За наредниот подкаст ќе треба да се ставаме на чајче, пошто мозокот треба да се концентрира на чајо и на берзата. Што сега да кажам друго, другари? Значи, и друго, до сега требаше да е $438,000 биткоин, ама не е затоа што они ја диктираат цената и плано е дури там 2000, да речеме 2025 завршува bull market, да речеме, и после 3 години. Далеко сме ни. Може наредното там 2029 да стигне оваа сума. Ја кажав претходно дека 2030 треба да е 1 милион или 2035, ама се зависи од тие 4 години златни што ги најавува Трамп, да видиме дали ќе бидат златни. И друго, нема да му дадат сега овај bull market да отиде за дека е Трамп председател $438,000. Од Wall Street нема да му дадат, ако треба ќе продават се што имат, ама ќе го сринат, ќе креират и лоши вести и војна ако треба негде ќе се почне и чуда, само и само да не се качи, да има негативни вести, само и само да не се каче цената на биткоин. Значи, нема да го дозволат тоа задоволство Трамп да го има, да у негово време се напумпа $438,000 биткоин и он да биде тај победникот дека заради него, разбираш, и цел свет ќе го помне и чисто ќе улезе у историјата. И јас се радувам да биде тоа така, ама знаејќи живеам 11 години во Америка и у нивните false flags и манипулации, мислам дека не би му го даделе тоа задоволство. Али сега да идеме на другата опција. Да речеме дека ќе го има тоа задоволство и ќе излезе со Елон Маск, со Кенеди, со Еви Чарлс Хоскинсон сака да иде тамо да зборе, више е напад за Калифорнија. Мислам не, он беше се постирало авионот дека е за Калифорнија. И чекай да видиме баш тоа накратко. Час. Зашо не ми го отвара? Лале, брат, што сум напишал? Како беше името правилното? Не е ово. Чекай, Лезар е променил. О, гледай го типчето, тоа е. Променил ја насловната слика и ме збрка. Еве, типчето е стигнал веќе у Калифорнија, дека е SpaceX, што значи дека можна е да објави у скоро време, ако е тамо, он е милиардер. Мислам дека, мислам дека Елон Маск треба да го прифане. Ако излезе слика со Чарлс Хоскинсон, креаторот на Cardano со Елон Маск, мислам дека Cardano ќе биде напумпан. Значи, сте видели друга слика, дека е. Нема слика со ова. Што сакав да кажам, чекай дека е дигитроно. Значи, еве да речеме, ако биткоин у најдобро светло, нели, кажи го Трамп направи у 2025 до крајот, додека трае bull market, да речеме направи чуда за Америка и да речеме стварно биткоин отиде $438,000. Другари, Cardano знаете ли колку ќе отиде? Ако биткоин отиде $438,000. Cardano ќе отиде $30, $20-30 минимум.
Така да па нема да може да изгубите. Затоа што сметајте 146.000 Cardano, 146.000 Cardano по $20. Ако биткоин отиде пола милион, 2 милиона и 800.000 долари. Чи колку повише се напумпа биткоин, толку повише ќе отиде Cardano и ќе ви кажам зашо многу луѓе се збркуваат, ама кој ќе купува? Луѓе, не само тие луѓе што веруваат у Cardano и што си купуват. Разбирате ли? Тие што си купуват. Финтата е, кога дојде ситуација биткоин да направи чуда, тие се старата гарда од крипто, биткоино, они не го кешират за пари, нив не и треба пари, они се виши милионери и милиардери. Биткоино го минуват за Ethereum, за Solana, за Cardano и ги пумпат, разбираш. По принцип, по кој веруват. Овај пат гледате прво почна да се пумпа Cardano, затоа што имаше многу добри вести. Затоа што сите се разочарени од Ethereum и Solana. Може да следниот пат тука застана, може па сега Solana, Ripple и Ethereum да речеме ќе ги напумпат. Ама Cardano е неизбежно да напумпат. Затоа што најголемата разлика е меѓу биткоин и Cardano, а и двете се технологија кои што со години е тука присутна. Значи голем дел од екипата, од елитата, фактички другари гледа сега е црвено само Cardano, тука беше 3, сега е намалило. Цел маркет беше црвен, само Cardano беше узелено. Значи цела таа елита биткоино го минува за Cardano, нив не ги интересира кеш. Нив ги интересира разликата биткоин да го сменат за Cardano, да направат многу повише пари до $3. Они не се коцкат на $3 1 цент, $3 10 центи, $3 15, $4 $5. Не ги интересира нив гемлинг. Нив ги интересира старата цена колку е била all time high, $3. Ќе осменат биткоинот дел од нив, у Cardano уши сега, за да го продават Cardano на $3 и да направат пари. После биткоин кој ќе падне, да речеме, било 120 или 140 долари, у наредните 3 години он ќе коригира на 50 или 60 долари, он нив па не ги интересира кеш, они пак си окупат биткоин, нив ги интересира што повеќе биткоин да има. А рестото, например, смениле се 5 биткоини, направили се пари у Cardano, ќе си ги врнат на 50 на 60 долари тие биткоини 5 што си ги потрошиле, рестото ќе си го трошат и ќе уживат. Тие богаташи луѓе не го трошат биткоина. Биткоин е за нив најбитното. Рестото од кешо го трошат, другари, да знаете. Тоа е тоа. Чао. Зашо не ќе се изгаси?